Моето пътешествие низ населените места во Македонија ете ме донесе, така да речам, и во незините урбани места и предели. Поточно речено ме донесе и во селото Режаничино, разпослано во југоисточниот дел на Скопската котлина, на територијата на општина Петровец, од десната страна на реката Пчиња, на стариот пат од Скопје до Катланово. Него овој пат го одбрав. Може би се прашувате зошто? Затоа што за ова населено место имав најмногу сознанија како од пишани документи, од устни преданија, така и од материјални факти, кои сакам да ги потврдам и се разбира да ги надополнам, а посебно внимание ми привлече неговата географска местоположба. Ете, Господ ме донесе на сам ден на духови во скопското село Режаничино, кое што припаѓа на општината Петровец. Наминавме овде кај што вели народот да ги видиме адетите, обичаите на летната селска слава, кои што од памтивека ги слават мештаните Свети Духови. Режаничино се наоѓа во југоисточниот дел на Скопската котлина, во непосредна близина каде се крстуваат коридорот 10 и коридорот 8, односно делниците Скопје-Куманово-Белград, Скопје-Велес-Прилеп, како и Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Охрид. Режаничино е равничарско село, расположено на надморска височина од 220 метри и од градот Скопје е оддалечено 22 километри. Според стариот адет и обичај, штом ќе поминат духови, домаќините по селата ги собирале аргатите, ги поглупувале црповите и косите и оделе на нивите да почне жетвата. Еве и овдека во селото Режаничино веќе ова јашмен стасува за жетва. За некаде 10 до 15 дена и овдека ќе паднат првите класеви, ќе паднат првите снопови и ќе се полнат амбарите со жито од ова реколта. Овие класеви што сега ги имам во мојата рака, во минатото се врзувале во снопје, се фрегнувале воловите джевгар, во колите, се носеле снопјето, во гумното се вршело, а после тоа со вејалката башка одело житото, башка превата, а денеска тоа го прават современата механизација комбајните. Наред дојде и селото Режаничино. Мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Режаничино низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Ете како што вели народот, Господ рекол да дојдам во ова село на македонскиот православен христијански духовен празник Духовден, на сам ден на духови на Свети Тројца, како што велат мештаните од ова село на нивната летна селска слава Свети Тројца, а и на нивната црква која го носи името на овој македонски православен духовен празник, кој храм мештаните врз стари темели кои датираат речиси пред 1 милениум, пред неколку години го изградија, а пред 2 години и го осветија. Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова село, а ржановчани да ми бидат мои домаќини, јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Навистина се радува што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните од ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано како што било некогаш така и сега.
А дел од овие стари адети, обичаи, кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат во село Режаничино, преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидите дел од нив. Кога ќе дојдете во ова населено место, собирно место каде што ќе ве причакаат мештаните пред селото. Но секако пријатно ќе бидете изненадени од тоа што ќе го видите, затоа што ова село го нема сред селото од оној класичен тип, речиси нема нешто што ќе ве присети на она што некогаш било, како што ми велеа мештаните, на старото одамна му замина времето, на младите останува едината. Во Режаничино, во селските дворови, ги нема некогашните стари куќи, плевни, трла, ја нема старата селска архитектура. Во селските дворови, врз старите темели на некогашните стари куќи се издигаат убави семени згради, кои во себе имаат современо архитектонско решение. Во ова село одамна ги нема некогашните селски патциња, сокаци со качења, нив одамна ги покрил асфалтот и бетонот. Кога ќе прошетате низ селото, за да го видите одблизу, некаде од некој селски двор ќе излезе некоја коњска запрега, како да се сака да ги потсети мештаните за некогашната убава селска идила. Како што велат Љубе, Борче, Томо, Славе и другите мештани, иако Режаничино наликува на современа приградска средина, од своите предци ги продолжуваат адетите, обичаите, свадбите, крештевките, секое семејство има своја куќна слава, како што се Петковден, Митровден, Ѓурѓовден, како и заедничка летна селска слава Свети Тројца, Духовден, која слава е тесно поврзана со формирањето на селото од пред речиси 800 години. Еве овдека сме во село во Режаничино, на денешниот празник на Света Тројца. Овдека во црквата Свети Тројца вечерва народот ќе дојде да го прослави празникот. Како е адет обичај, да не кажем накратко? Собајле имаме литургија од 8, имаме малце некоја така закуска малце. И сега после од 7 сати имаме музика, има и ќе се соберат, имаме скарач, имаме нешто за пиење. Инаку цело село слави. Ти си исто од Режаничино? Да, ние сме домаќини тука на црквата. Ајде вака се да ми кажеш како беше славата во село пред 30 години. Како луѓето доаѓаа на гости и така. Па пред 30 години беше подобри, сите славеа нормално секоја куќа. Со гајби пиво, со гајби сокои, со печење, тоа е пред 30 години. Сега малце подолше по современото се веќе. По современото сега каде како се. Од каде се гости доаѓаа во Режаничино овде? Доаѓаат пензионери од сите краи. Порано иде од секаде. Да, сите краи пензионери доаѓаат. Да. И има котли манжа. Како по старо обичај, така и денеска во селото Режаничино летната селска слава духови, како и секоја селска македонска летна православна слава се чека 2 дена. Првиот ден се нарекува заслов, а вториот ден е поделен на 3 дела и тоа утринска литургија, ручек и патерица. Драги мои, ќе се обидам од збор до збор, од реченица до реченица, се да ви објаснам што значи засловот, утринската литургија, ручекот и патерицата, исто онака како што ми ги објаснија и мене моите домајчини. Во минатото во селото Режаничино летната селска слава започнувала со засловот. Тој започнувал ден пред датата на која паѓа празникот, поточно кажано во попладневните часови, а вообичаено започнувал по прекрашувањето на планината,
кога сите мештани ја завршувале подготвителната гостинска работа, каде што до завршувањето на денот гости во селото доаѓале од подалечните села и градови, а тоа биле блиски роднини и пријатели, каде што во првите вечерни часови доаѓал селскиот поп, кој по благословот над лебот и виното започнувала семејната прослава, додека утринската литургија се одвивала утредента на самиот ден на празникот, каде во селската црква доаѓало сето село, каде се одржувала селска утринска литургија, а биењето на камбаната означувало дека празникот започнал. Ручекот започнувал околу пладне, каде што секој домаќин давал курбан, јагне или овца, а патерицата, како дел од празнувањето, започнувала веднаш кога домаќинот ќе ги испратил главните гости. Тогаш ги пречекувал подалечните пријатели, но не се давала вечера, туку гостите се пречекувале, како што велат ржановчани, на испраќање. Темек да не им замереле дека не дошле, не ги посетиле, затоа што во минатото, ако некој родина, пријател не дојде на гости, тогаш во тоа време била голема навреда за домаќинот. Само да ве поздравам сите присутни, жителите на Ржаничино, жителите на сите околни села, гостите по повод празникот Света Тројца, празникот на нашата преубава црква на нашето село. Мило ме што еве после толку години и нашите дедовци и парадедовци се гордеат со овој настан, зашто почнаме втора година да си го славиме тоа што го славиле нашите предци. Горд сум што денеска ви има во вакав број, како ќе поминува времето, така и ќе се зголемува бројот, викат се уште било рано. Почитувани присутни, сакам да се заблагодарам и на црковниот одбор, кој неуморно работи и неуморно ми досаѓа, ама за убаво на нашето село, за да направиме, како што знаете, нека ни е на помош, значи црквичката, камбанаријата, еве сега правиме и трпезарија, да се надеваме дека до година ќе имаме нова трпезарија. Викат патот е тежок, но треба да се изоди. Ова е местото кај што веруваме во Бога, ова е местото кај што треба сите да бидеме како едно. Ова е местото кај што се бара слога и верба во Бога. Да сте ми живи и здрави, уште многу години да се собираме одека во се поголем и поголем број. Ви благодарам. Но времињата се изменија. Од година во година селото Ржаничино коменуваше својот лик. Постепено преминуваше од селска во приградска населба. Од година во година бројот на населението се зголемуваше. Бројот на новонаселени семејства од околните скопски села исто така расташе. А како што се зголемуваше населението, така се зголемуваше и бројот на новонаселените семејства, така да речам, од година во година бројот на старите домородни семејства се намалуваше, а секој новодојдени семејства со себе се ги носеа нивните стари адети, обичаи, куќни слави, а богами и летните селски. Затоа пред речиси 10 години местното население реши да изгради црква врз старите темели на некогашната селска црква, која носи исто име како и селската летна слава Духовден, каде што во црковниот двор оваа летна селска слава ќе се празнува како општенароден собир. Нека е денот за години, еве денеска овде ке сме на гости кај тебе дома, овде во твојот двор. Ајде вака да ни кажеш накратко кај си, што си, колку како го славиш, ја славиш славата, колку години така. Вака, јас сум по потекло од Горно Конјари, значи ова ми е прва година кога што сум тука. Веќе скоро година дена ќе направам тука кога го живеам. Ова е славата тука Света Тројца црквата како што е, значи се слави од времето, значи не знам точно колку години се слави, бидејќи јас значи не сум од тука, иначе се слави денот духовно.
А таму во Горно Конјари која летна слава ја славивте? Таму се слави голема Богородица август. 28 август. Така. Ти рече дека која година ти е ова прва? Па нема една година скоро ќе. Нека ти вековите слава да што ти е овдека и овдека твоите гости ми кажа дека денес ти е и Денеска ми е роден ден. Не чувала слава, има се рекаш на денешен ден овој си се родил. Слава да се ја зеде. Може ли да помометиме со гости бе? Така. Славно. Господине, ти од кај си? Јас сум тука. Тука се? Да, тука се. Од Ржевичино. Па, од колонија 95-та сум дојден и така да. Така. Ајде вака да ми кажеш, како беше славите порано, како се чека, кога беа пубави денеска или тоа? Да, се зависи да не славите понапред, си беа слави, така да не. Денеска се веќе се малку посовремени, така? После време тоа се знаеше, мислам, да не, у куќа, вамо, тамо, тоа, со луѓе, мислам, дома посебно се чекаше. Така. А вие, господинот, кај сте? Од Горо Конјари сум. Исто од Горо Конјари? Да. Денеска се оде? Денеска сум кај синот на роѓен. Да вие сте му родитело? Да. Така. Така. Ти се одобри душата што денеска вака убави слави да се видим, да се вика човек, ем ќе се помобети, ем ќе се... Тоа секојаш е најдобро, значи на таков ден, на празник, на тие денови кога се дешаваат такви работи, тоа е многу добро. И затоа среќен сум и радосен што и денеска синот роден ден слави. И славата тука црквена си слави денот. Сега одека кога ќе се собере народот вечера отприлика кој време? Па да ви кажам како што кажа синот прва година и јас денеска дојдам прв ден овдека на овој ден. И затоа не знам од колку се, али има соопштение некој изјаснето тука дека од 19 часот ќе има музика, собир ќе има. Собир. Да. Иначе литургијата била од сабале, нормално тоа што иде редот. Така. Значи, нека е денот за новогодини, За убазано. да сречна славата. Нека бъде стечен денот на синти. Хвала, Колку години напомни? 31. Бекери или женет? Женет сум, ја сум. Така, колку дечина имаш? Да, ова ми е прво да. Нека ти е здраво и живо, супругата од кај ти е? Од тука. Од тука е. Ќе може да помете мисло не за малку. Дојди па нам, дојди па нам. Дојди па нам. Така. Ти си млада домаќинка. Да. Значи што се вика, нека ти е здраво и живо од детенцето. Фала да сте жив и здрав. Како му е името? Магдалена. Колку години има? Уште нема годинка. О, машала. Така, да си ви здрава и жива. Тато и мама да ти играат на свадбата, така? Ама и едно батенце до годинето се вели. Така. Ајде нека ви стрече славата, па се гледаме за добро. За многу Благодариме. години нека Мога ли да се напиете? Јас сум Липчо Савелски, раководител и воедно и председател на Културно-медичко друштво Кочурацин Петровец. Иначе Културно-медичко друштво Кочурацин од Петровец прво како Културно-медичко друштво Петровец постоело. Има по некои записи почнало негде одма од 52 година. Меѓутоа тоа функционира до 70-те години, па е направена малку кратка пауза и сега пред 10 години на иницијатива на општина Петровец го обновиме ние културно-медичкото друштво. Кои се игри, ора и песни ги негова ова културно-медичко друштво овдека од доба подневје од Скопска регија се вели? Па културно-медичкото друштво Кочурацин негова игри претежно од цела Македонија. Ете денеска овдека се наоѓаме во селото Ржаничино на верскиот празник Дукови, се наоѓаме во дворот на Светата црква Свети Тројца и едно би рекол ви посакувам успех како раководител и ете еден предлог да се придружиме кон ова прослава што денеска е во ова село. Така, благодариме ние и на просветувањето на црквата, кога беше и деца учествуваа на просветувањето на црквата, така да и денеска ме замолија од општината да го одбележиме денов
и радо ние се оdzove на поканата. На мообетењето, вели народот, му нема крај. Верувајте ми, не ми се напушташе селото Реженичино, не ми се напушташе убавиот амбиент, затоа што во приквечените часови, во вечерната литургија, биење на црковното звоно, кое силно декнуваше од црквената камбанарија, го повика народот во вистинска смисла на зборот да доаѓа во селото Реженичино, во црковниот двор, но морав да се заминам затоа што ме очекуваат други домајќини во други села, не само во Скопската котлина, туку ни сета Македонија, да ги посетам и нив, да се видам со нив и тие да ми раскажат многу приказни за нивните села, за нашите убави заборавени македонски села.